Македонските граѓани живуркаат или се обидуваат да преживеат. Повеќе од 1/4 од луѓето се очекува да западнат во сиромаштие до крајот на годинава, зашто државава никако да ги покачи платите на работниците, кои мака мачат со бран од поскапувања. Според економските експерти, нешто повеќе од 510.000 граѓани живеат со 60, односно со помалку од 200 денари на ден, пари што не стигнуваат за леп и млеко, а камоли за други трошоци. Имаме вкупно 510.000 граѓани што се во умерена сиромашија, затоа што таа ги вклучува овие што се во екстрена сиромашија. Тоа се сите што имаат помалку од 200 денари на ден. Значи четвртина држава, односно и повише од четвртина држава, ќе живеат во умерена сиромаштија. Екстрена сиромаштија се луѓе што живеат со помалку од 60 денари на ден, што практично преживуваат. Не живеат, туку преживуваат. Ако власта не стави прст начело и не преземе реални, а не само козметички мерки, сиромаштијата ќе добива на динамика, велат од Сојузот на синдикатите. Според нив, ниту 2 минимални плати не стигнуваат за подмирување на основните трошоци. Се повеќе граѓаните и работниците ја губат куповната моќ. Она што го имавме како инфлација минатата година и се предвидува да го имаме и ова и следната година е дека предвремени се надгризани и позициите и платите за она што треба да го преговараме и со работодавачите и со представниците на власта. Треба навистина најбрзо да се стави прст на чело што се прави со работниците и со граѓаните во државата, бидејќи се повеќе од ден во ден ќе тонеме во сиромаштие, имајќи во предвид дека секој ден се повеќе и повеќе нови синдикални организации се одлучуваат да штрекуваат. На прашањето дали се живее или само се преживува, од владата вела дека тоа било индивидуално. Се живее или се преживува во земја во вице-премиер? Зависи за кого. Зависи за кого, зависи пред од која генерално. Па не, зависи за кого сега треба да дефинираме. Ја кажувам, имаме ранливи категории на групи на граѓани кои што навистина се наоѓаат во тешка состојба, како што се наоѓале и низ години. Ама затоа вице-премиерот се пофали дека за разлика од неговите колеги, тој не носел брендирана гардероба. Не носам бренд, носам од Чичко Борче сако и костум и чорапи од една читипските фабрики. Според синдикалните пресметки, нешто повеќе од 120.000 граѓани не добиваат ниту половина од потребното за основните трошоци за живот, односно сите се на минимална плата. За септември биле неопходни близу 50.000 денари за едно семејство, пари што добар дел од граѓаните може само да ги сонуваат.